Дечиња, денес на овој час ќе учиме за листопадни и зимзелени дрвја. Овде се наоѓаме покрај зимзелени дрва. Ова дрво се нарекува чемпрес. Што е плод на смрекава? Шишарки. Дечиња, погледнете, ова е багрем, ова е листопадно дрво и забележувате на неговите гранки дека се наоѓаат само плодовите кои што останале од цветот. Каде се неговите листови, знае ли некој да ми каже? А на листопадните им паѓаат листовите во есен. Ајде ќе се вратиме во училница да побараме, да научиме нешто повеќе за листопадните и зимзелени шуми. Ги уклучивте вашите лаптопи, сега уклучете се на интернет и отидете на Bing пребарувачот. Таму ќе треба да пронајдете слики од листопадни и зимзелени дрвја и истите да ги симнете на десктоп, а потоа ќе следат инструкции како ќе изработите PowerPoint презентација. Аделиса, покажи ни како се изработува PowerPoint презентација. Овде креати кликнем. Да ја погледнеме твојата презентација која што ја изработи во SkiDrive за шумите. Суат, какво е ова дрво претходно што го видовме? Врати се назад. Како се вика ова дрво? Багрем. Какви се неговите цветови? Бели? Бели. Му паѓаат ли листовите на ова дрво? Да. Кога? Во есен. Алдина, која слика е ова, од кое дрво дошо? Бора зелено дрво. Анел, зошто ги викаме зимзелени шумите? Затоа што игличките им стојат на дрва и когаш не паѓаат. Голема заедница на разновидни шумски дрвја. Со помош на техниката аутоколаж ќе пробаме да направиме сега една збирка од слики. Еве како ќе ги направиме повторно сликите, еве и Амра ќе проба сега. Аутоколажот како сам од сликите кои што ќе му ги дадеме, имаме опција до 7 слики и се прави сам аутоколаж. Видите како изгледа слика? Да. Со помош на програмата SongSmith на Microsoft, сега ќе испееме нашата училишна еко-химна. Анел ќе ни помогне во тоа. Ајде, Анел. Ајде да се снимиме сега како пееме со помош на оваа програма. Ајде, Анел. Пушти на зеленото да ја слушнеме песничката. Слушнете се како пеете. Значи, ова беше нашето снимање на песничката во програмот SongSmith со помош на алатките од Microsoft. Кои зимзелени дрва ги има во нашите шуми, Фахир? Бор, елка, смрека, шепрес, туја. Амра, зошто ги нарекуваме листопадни шуми? Затоа што листовите во есен и паѓаат. Так. Алдина, какви шуми имаме? Драги ученици, дали ви беше забавно да учите за шумските дрвја низ овие слайдови? Да. Научивме ли кои се шумските дрвја? Да. Благодарам.